знал да бъде. Ще е сад и по представа има да гледат. Ако се разбуде, може и два сади да бъде представа. Светския Скопия тук се здраво, тук се здраво. Добре, да? Аплодирате? Аплодирайте толкова. Вирко, крема е саме сайде, Вирко! Вирко е изпициентът на Скайда и ни отива почти на пенсия за 2-3 месеца. Шо, седмица, шо, брат, говориш и батушка, дайте светло! Ама по-поле, къде ти светло, то не прегори пак. Терей! Нека терей, айде терей. Теле, виклизите, осташе, не наплава до целе. Малко влево, или малко десно, Сега не знам, що е по-интересно, център лево или център десно, Не знам, май все пак, център десно, пак, както и да е. Това е сигурно. Чекай сега, моето център десно, вашето център лево, Kako ќе се подготвим, пак, както и да е. Добро. Саде, работи ова? Работи. Добро, Саде. Пак бе, Саде, ниско го намести, аман бе не научи. Ајде, пушти така малко длабоко да ми е гласно, да ми доминира, како да има реверб, Добро е, Добро е. Добро е. 80 години потоа. Ѓоре Магарески. Ревизитет.
Braćo, ajde da porazgovaramo malo o onim stvarima o kojim smo razgovarali i ranije. Znači, treba da se zaustave i da se suzbiju sve državne neprijatelje, kralje i otadžbine za kralja i otadžbinu. Jel' tako? Tako je, gospodin načelniče. Gospodine Jeremiću, dođite. Žore, ti kao najsavesniji građanin u ovom mjestu ti ćeš da vodiš te račune o tim neprijateljima kralja odakle. Tako je. A za to bit će i ovo, razumiješ? A uskoro će da budu izbori. Ja, gospodine načelniče, ti uradim sve da ti uništim ovije bugaraši, makedonstvujuši i komunisti. Ako se ne krepimo mi Srbi, ko će nas krepiti? Za naše kralče sirača potreba i svoju glavu ti dadem! Žore, pa ti si najveći Srbin u ovom mjestu. E pa, braćo, na posao, kao što smo rekli, ja evo idem u kancelariju za kralja i otadžbinu. Много ми се верде свој началнико. Секој збор му е точен, премерен, благ како ватла. Učen čovjek bre, da pome, hoćemo da se borimo za kralja i otadžbinu! A mangari ti ima kako što ti duša saka. Prvo ti počneme s onoj Petri Nikolovski kontrađijata. Ti se čini česen prost čovjek, ama nešto švrlja, komunista! A potom ti продолжиме с onoj Ile studento i ti je negovite da pome. Ja mislim, razumesili me nadleštva, cijelanimna korespondencija da ja stavimo delovodni protokol i da ispratimo tamo gdje treba. Treba da gi bacimo sve u ime zakona, kralja i otadžbina. Ruke u vis, pardu mečinata. Šta je ovo bre? Čakam te da dojdeš, čakam te da Kakva je ti bulgarska pesem, da li je moguće ovo ili ne? Vozite me, kako se zove? Policija! Izvolite, gospodine Magarević. Evo ti jednog antidržavnog vodila u zatvoru. U zatvoru! Šte peje momčeto bulgarska pesem. Ovo je Srbija, bre! Južna Srbija! Patri da odberite, ili si razumeo? Jesam. Kako da nisam? Ovo je dobar ulov za mene. Ajde ustaj. Ja primem. A što je to kažem? Koje si ti, be, momče? Ko je ovo, be? Od onije Magarinjanina, ja? E si ga načalnik odkuvati mi opet orden, ja tolka orden, što se vika orden za građanske zasluge. Moraj, koji je jedan orden? Dva ordena da bome! Slika втора. Сите гледаме како нашиот Ѓоре Магаревски стана Ѓоре Магаревич, голем патриот, велики србин и тоа од подебелите. На изборите стана пратеник, трговијата му цутеше и во неговиот скромен дом почна да тече мед и млеко. Арно, ама сите знаеме што се случи на 27. март 1941 година, кога во Белград и цела Југославија се случи голема калакурница. Народот, пактот со Германија, го обеси на Шајкав Кенев. Нашиот Ѓоре Магаревски веднаш се сети да му напише телеграма право на кралчето Петре II. Но сеќа телеграмата да пушта, да ја видат сите, подпемнуваше спремте се четници, велика борба ќе да буде. Борбата дојде, ама Ѓоре не сакаше во војска. Го апсија германците, потоа го пуштија и тој се врати дома да се продолжи со својот мирен животец. Јуче! Стани, момчиш, ти Бога страх ми е да седам сам буден. Не станав. Хај малку да си поразговараме, а? Ајде. Што ти ме умот? Ке дојдат овде бугарите? Сите била ќе дојделе, еве и бугарски отвори го завалија. Ами ние што ќе правиме, нели ни викаат србоман? Не видаат. И
Джембо Савлин Магаревич? Не знам. Си чини дека и него светиите не му досудиле ништо убаво во третата вечер. Ама молчи, неговото е подошо од нашето. О, Магаревич! Де си бре Магаревич? Добре ми дојде, Магаревич! Добре дошъл. Какъв Магаревич бе? Аз не познавам такъв човек. Ще байтам си. Какво приказваш, моята момче? Аз не те разбирам. Добро де, ако не е Магаревич, е бе Джордже. Как Джордже? Господин, аз се казвам Георги Магарев Жоро. Опълченец и боец от фронта за отечеството ни. Отечеството! Отечеството! Браво, момчета, добро говорите български, само напред. Отечеството ни, майка България, разбираш ли какво говорим, господине? А? Šta? Ще наричаш бе майке ти? И ти сърбин, а? Татко, заставник първе класе. По-прости nisam знал. Знаеш, че ние българите казваме какво прикажеш, а не ща говориш? Айде бре, куме, айде сега, не плаши се от нас, ние наши си сме. Внимавай да не те чуе некой друг, а за нас како друг. Не разбирам, удивително не разбирам. Какво исках да пита моите момчиня? Къде е къщата на баща ми? Баща ми, да. Добре. Жоро, Братя българи! Ще останете ли в града ми? ние дойдохме сега да направим една малка обиколка, едно малко посещение, така да се каже. Но за някой ден идваме с войските ни освободителни, с полицията ни разумителна и с чиновничеството ни българо-любиво. Тогава това малко парче, българска красива земя, ще бъде свободно на векове. От Черното море до Охрид, от Дунав до Бялото море, единен народ живее, той своята съдба гове. До Корча, до Ниш, от Дунав до Бялото море. Пей, Жоро, пей, моля. Братя българи, аз се казвам Георги Магарев Жоро. За мен и за моите страдания в сръбско време, впрочем, сте чели във вестниците. Ние, българите от Македония, едвам се освободихме от сръбското робство и сега ще се радваме на българското присъствие. Ще се радваме на българското администриране. Искам с няколко български думи да разкажа моята борба срещу сърбите, тези мръсници. Оно и тормоз, оно и бой, що съм го ял, това не може да се изкаже. Еднъж Господа удивително фактически, следователно в едно кафене, пеех нашата хубава песен. Гордей се, майко Българио, със своите синой герой. А полицията мен за вратата, за шията, де? И тап в затвора. Какво да ви прикажам за сръбските затвори? Това не може да се изкаже. Вода до гуша, море до носът, а във водата страшителни змии, каменарки, смокове, акули, мечки и водни маймуни. И всичко това за майка България. Господа, искам да кажам следователно, фактически удивително, всичко това аз издържах. И искам да викнам тържествено: да живее цар Борис III! Ура! 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 Тук като има такива македонски българи, България ще живее и ще пребъде. Нашата казарма, духовната лета, един фенер блестеше и свети още нощта. Идваше се срещнем пак, да под фенера в нощния мрак застъпили Марли, застъпили Марли. Двете наши сенки се сливаха веднага и стилната ни обич личеше тай сама. И всички нека
Бугарија не се задржа многу на овие простори. Ќе прашате зошто? И Ѓоре ќе ве праша зошто. Таман се навикна. Некои велат дека на Хитлера му се сонило сонува мало парче земја да му го даде на Мусолинија и тој овде да направи голема Албанија. Ха, чешит работа. Арно, ама по некое време дојде италијаните тука, па да видиме како сега ќе се снајде Ѓоре. È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, la Ornella Vanoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Dolce Vita o Dolce Gabbana, non lo so, Marcello Sofia, la Не е лошо со италијанците. Добри луѓе, нежни, кроткички, веселници, песнопојци. Кебела коза на јурната е сол. А со албанците, бе, кој страв го видовме. Абе, зошто? Трговијата баш добро ни оди. Шум, мир. Многу добро. Шум. А италијанското како беше? Бене, гранде Мусолини. Искрено кажано, не ми оди добро баш со јазиците, ама чекај, ова е италијанското. Ио соно... Не. Oh, buongiorno signor Macaronini, come stai? Ne me prepoznavate? Non mi conoscete? Io sono Giorgio Asanini. Io non poznala. Voi fascisto? Io fascista, Benito Mussolini. Benito grande, Benito Mussolini, molto bene, molto buono. Di bene. Partigiano non bene. Ti ho visto andare Contra partigiano per grande Italia. grande Benito Mussolini. Noi pagare molto. Grande Druscia. Benito Mussolini. Grande Glava. Benito Glaucio. La Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Dolce non lo so, la Monica Bellucci, e semmai c'è Principessa. Oh, Monica, bellissima! Oh! Monica! Grande puttana! No! Porca miseria! No! Porca madonna! No, Addio domani! Sì, amore, so te. Come fai? Sì, Što mi je na suradbe, si ja more zotni, ne me prepoznavaš koji su? Абе, некако ко да си го стиснал, бе, но. Сум го пикнал на внатребе. Ами да, не ме препознаваш, за мене Шкиперија е маде. Големо, држава, Италија. Го имаш име како да ти го викам? Геркомари, бе, Геркомари? не ме препознаваш, бе. Абе, многу лошо со ова бугарите, бе. Абе, лошо и со бугарите и нашите што гледаат кон Софија. Многу лошо. Цело време бугари, значи ми ги е ова како да ти кажам. Лошо, прелошо, јас не сакам со очи да го видам тоа. Ја за мене Шкиперија е маде, држава, гранде, Италија, фашиста. Да ти го бацам образ. Ове ме пају, бе, браво. Значи, од кајнат си, бе, бе. Абе, јас сум баш, бе, ме пају, бе. Ајде, Марте, да го шириш, многу си го стиснал, бе. Арно, ама Италија капут. А со неја и незините албански пријатели, па нашиот
Ѓорѓо Азанин или Гер Гомари, како што се викаше во нивно време, остана само Ѓоре Магаревски. Партизаните влегоа во нашиот град и воспоставија нова народна власт. Ако се мислите дека сега Ѓоре ќе капитулира, гадно се лажете. Да видиме што ќе се случи. Igrajmo najljepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno, nežno mi šapni, dal ne beše uzalud. Igrajmo posljednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, biću sama i ti sam. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti, kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Браќа мои мили, браќа мои сладки, сите вие за мене сте чуле. Ѓоре Магаревски, борец за слободна Македонија во рамките на Демократска федеративна Југославија. Да, другари, борбата беше тешка и крвава и народно-ослободителна и антифашистичка. И бараше многу жртви. Една од жртвите бев и јас. Србите ме влечкаа по српските затвори од Марибор до Гевгелија. Да, другари мои, италијанците ме следеа, се дури не ме пуштија в затвор во Тирана за да ја предадам пролетерската борба за слободна Македонија. Но искрено и честно кажано, јас издржав и тоа не го сторив. Да, другари. Колку се радувам што ве гледам вас, веселите пионерчиња и веселите пензионерчиња. Држете го, другари! Држете го, тој е предавник на народот! Народот проплаче од него и пропиште, држете го! Борбата ја водев до крај! Тој е Ѓорѓе Магаревич, тој е Георги Магарев, Борбата, тој другари! е Ѓорѓо Азанини, тој е Герг Гомари. Борбата А продолжи! замислете сега вика дека се викал Ѓоре Магаревски. Борбата, другари! Носете го во штабот, па таму ќе се разбереме. Борбата, другари! Носете го! Тоа беше приказната за Ѓоре Магаревски, напишана од Владо Малевски, измислена приказна, но сепак вистина. Но има едни други приказни кои се навистина вистински. А вистината е дека Ѓоре Магаревски се пазари овој пат. Ја смена и друга униформа, доби нова партиска книжка, замина во колективите и беше безбеден. А една вистинска приказна е приказната за прадедо ми Ристе Дранго од сел Белче Демир Хисар. Ристе роден во Турско, преживеал прво српско, прво бугарско, второ српско, сигурно има уште некое српско измеѓу, не сум сигурен. НРМ, СРМ, ФНРЈ, СФРЈ, РМ. Ето истиот бил мобилизиран насила во бугарска војска, избегал од таму, се вратил во Белче, да види дека двата волови за работа му се конфискувани од италијанската војска, заминати во Леуново во Маврово, отишол пешки од Белче до Маврово да се ги земи воловите му ги вратиле, се вратил дома во Белче и после дошле овие новите Ѓоре Магаревци од колективот и му рекле сега воловите ние ќе ти ги земиме, ќе ти ги земиме и трите ниви и трите овоштарници, ќе ти оставиме по една, ти морало да се остави по кукиница, така се викало, по кукиница. Него му зеле 2 лозија и 2 овоштарници, 2 овоштарници. Ристе си ги сработел она што му оставил, што му останало, за да си ги прерани децата, фамилијата. Арно, ама овие што биле другиве, што ги зеле во колективите, не родиле ништо.
Оти требало да се работат, да се сработат. Сами не раѓаат тие. И кога дошла есента за берење, дошле овие од колективот и му рекле на Ристета: "Извини Ристе, ама сгрешивме, ние овие другите требаше да ти ги земиме." И така тој цел живот го памтам, во гумното, во Белче, во куќата кај него, чукаше сончоглед со еден стап и не можеше да прежали дека му ги зеле нивите, дека му ги зеле баш тие лозја и тие градини што си ги сработил, што биле преполни со плод. Оти. Ама исто раскажуваш и една друга приказна. Ми раскажа приказна дека за време на Јужна Бановина се јавил банот во село Бач и рекол: "Хало, овде е бан." И оттам рекле: "Хало, овде е Бач." И така. Нека му е лесна земјата на Ристета и на жена му Доля. И така, ќе се јавуваат многу, ќе ни кажуваат многу, ќе ни свират по нивното, но најважно е тие нека си свират по нивното. Ние да си играме по нашето. Зад секоја волја стои една неостварена љубов. Најголемиот град на Варани, Георги, Ѓорѓи Поегејски, од градче Коструско. Прв загина во партизани за време на граѓанската војна во Грција во 1946 година. И прв загина на 16 години без да му се знае гробот. Тој беше единствената надежна мајка му дома, дека сигурно е некаде заробен, ама жив. И кога баба ми на 16 години отиде во партизани, мајка и очеј зашто и го спремаше нејзината мајка, прапрабаба ми Лина, од Месопотамија 4 конашки, и даде на баба ми црни волнени чорапи, за кога ќе го најде Ѓорѓи да се стопли премрзнат по планините. Баба ми никогаш не го најде брати. Чорапите ги носеше со себе во борбите на територијата на тогашна Егејска Македонија, на Вичо, на Кранос, низ Мала Преспа. Ги носеше и кога тешко ранета лежеше во болницата во Борча и кога со едно око замижана од болки, ја виде низината соборка гркинка како сакаше да ги украде од ранецот и ја праша по грчки: "Зошто ги сакаш тие волнени чорапи?" Гркињата не знаеше да одговори зошто ги сака тие волнени црни чорапи, ама јас мислам дека знам. Од Албанија со руски бродови, трговски бродови, скриени во житото, чорапите заедно со баба ми пловеа по Јонско, Егејско, Црно и Касписко море. Се возеа по Азербејџан и беш преку песокот стигнаа до Ташкент. Таму таа во средношколските и студентските денови ги чуваше како најсвето нешто.
Секогаш проверуваше дали некој премрзнат од другата фамилија што живееше во истата соба со нив поделена со параван, ги укрил за да се стопли. Внимателно ги диплеше со модрите уморни раце со кои наутро диригираше на Ташкентскиот конзерваториум за музика. Напладне ги градеше пругите и зградите на СССР, а навечер со топчиња од лепче измакано во шеќер ја хранеше мајка ми и дедо ми, а понекогаш и со сметана. Кога во 50-тите години од минатиот век си тргна конечно за дома во Македонија, тројцата, баба ми, дедо ми, мајка ми, ги товарија на воз радиото, еден кревет, малку книги и црните волнени чорапи од чеизот на мајка ѝ. И наместо дома се симнаа во Идризово како политички емигранти. Никој во тие 10 дена не го интересираше зошто баба ми. Василики Сукалополу Папа Димитрiju, Василикула Шукалова Попова, Василика Поповска Кула, нејзиниот маж Александрос Папа Димитрiju по грчки, Александар Попов, Леко по албански, Цаня по битолски, Алексо за другарите и мајка ми Мирка. Поминале толку голем пат за да си дојдат во новиот дом во Бистрица, кој што ги чекаше пред едно ми гости, кој купил куќа кога ќе ги отворат границите прв да се врати дома, по долу Котори, по Лери. Инаку, закопан во Белград. Ниту полицискиот началник се интересираше за мајка ми Мирка, крстена по Мирка Гинова, дека има само 2 годинки и седи во притвор. Ниту некој праша за црните волнени чорапи што уште не беа искинати, туку сакаа да дознаат за кого работат. Моите деца се македонци и не ми паѓа на крај памет да ви одговорам на прашањето од каде сум. Во странство кога ме прашуваат од каде си, јас секогаш одговарам од Македонија! Се чувствувам како македонка од самото раѓање. Од каде потекнувам, не е важно. Тука сум родена и тука живеам. Македонија ја познавам по мирисот. Каде и да одам го барам тој мирис. Никаде не мириса како во Македонија! Јас, македонка, можев да отидам било каде, но останав овде во Македонија! По идентитет сум македонец и битолчанец. Порано бев голем локал патриот. Ама сега појќе ме сакат по другите градови. Кога татко ми го избрка од работа, тој цел ден си седеше дома, си пиеше пивце и ја слушаше. Јас сам Југословенка. Набрзо после тоа, татко ми умре. Јас сум бил и пионерче, јас сум дете на транзицијата. Студирав во Бугарија. Не извадив ни бугарска лична карта, камоли бугарски пасош. Ми нудеа работа во Благоевград. И одби! Не сум патриот што се чука по градите, но каде и да сум, се чувствувам македонка. И на било кој аеродром. Не е важно каде одам, важно е од каде доаѓам. Така е! Кога бев мала црта во малиот битолски Монмартр, доаѓаа деца од целиот свет и замислете, прв пат тогаш слушаа за Македонија. Затоа имав комплекс, како јас да сум од некоја безимена земја што не постои. Тој комплекс што го имав како мала, сега посакувам да го излечам. А познато ви е ова, возам на тај Солун, го изгубив патот. Застанувам полиција, барам да ми помогнат. Од каде си? Од Скопје. Виро, бивша Југославија, а јужно од Србија, источно од Албанија, северо-западно од никогаш.
Никогаш нема да си простам. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Amana yenna bakko pound is all that makes the world go round. And clinking, clanking sound, it makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich, feel like a knight. If you happen to be rich, you find you are left by your lover and you won't you go quite a lot. You can take it on the chin for a cab and begin to recover on your 14 card yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round the clock, we go for sure on being poor. Македонија може да се живее без хари, на кредит, на рати, без камати. Исто камати. За нарати, маш нарати, љубов нарати, секс нарати, мама, Македонија. Јас сум роден битолчанец и сум професионален патриот. Прилагај сум. Јас сум патриот од највисок ред. Од секогаш сум верувал во слобода, слобода ја смени страна кога работите не ти одат од рака. И на крајот на краиштите вистинските патриоти не ги бранат границите, туку тие ги прошируваат и ги стеснуваат кога е потребно. Затоа на крајот на краиштата знам дека јас како патриот знам дека не е важно што земјата може да направи за вас, туку што вие може да направите за која и да е земја, која и да е партија која што победува. Тако е, браво бре господине, како рекоше Ѓорđe. Николче! Ѓоре, Магарески без зла. Магарески? Магаревич? Николче! Значи, господине Ѓорđe Магаревич, водичете рачуна о свим непријателима ове земје. Водичу. Јужне е падовине! Србија! Земја прасетине, кајмака, своместато, лепих луѓе, мало арогантни, најлепши селски туризам. Ој бре, види се да ово једе кајмак, срце моје мака. Важно да е спалава много, али Србија. Земја самоуверени патриоти. Лепих дотераних жените и високих мажите бре. Србија е земја најголих љубовника на свету. Најголе месо. Па Образована младина и
svoj smislili struju. Pa zato ste vi toliko elektrifying, Magariću, ili kako se vaš mlati? Naelektrišu Zveste Granda, zemlja poznata svog predsjednika, zemljena raskinata, jadnetinata i ostala iznutricata, zemlja baka praseta, bre! Zemlja baka praseta! Preko duple linije, sve na meni vidite. Lako pravu svidi me, skidi se da snimite. Bum, bum, Marije, to što radim najbolje. Bum, bum, Marije, Materna Marije. Preko duple linije, sve na meni vidite. Lako pravu svidi me, skidi se da snimite. Bum, bum, Marije, to što radim najbolje. Bum, bum, Marije, Materna Marije. Bravo, bre, gospodine Đorđe Magare, kako ono beže? Magarević. Đorđe Magarević. Mikoće! Gospodine Đorđe Magarić, preporučujem vam da vama Bog pomogne. Đorđe Magarević, sam rekao će. Znači vi, gospodine Đorđe Magarić, kao što smo rekli, vodit ćete računa o svim neprijateljima otadžbine i kralja. Kako? Kralj, bre! Čekajte, bre! Što je, bre? Biće malo ovoga. 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 Pa ste sad ovo. Uskoro će izbori. O jebote, kako dobro zvuči predsjednik Srpske partije, bre. Kako to dobro zvuči, jebote Bog, a? Ej, ako se mi Srbi ne krepimo, ko će da nas krepiti, bre? Jel jasno? Jasno je! Ja ću da uradim sve da ga uništime tije bugaraši, makedonstvo i južni komunisti. Za naše kralče, sirače i glavu ću da dam ako treba. Tako je, gospodine Magareviću. Sigurna sam da ćete vi biti najbolji Srbin u ovu Vukoljevinu južnu Epanovinu. Mirno! Hoćemo li da se borimo? Hoćemo! Da mogme! Pa neka ima para, glasovi, partije, a to nije na odmetu, samo treba da se pohvate sve oni koji švrljaju okolo. Ti misliš ovaj student nešto tamo uči u Sofiju, a to je bre disident ko hoće da diže revoluciju i da retira kraljeve. Ti misliš onaj onde? Živi od minimala za socijalno. Pa tamo se krije cela teroristička makedonska čelija. To treba da se suspenzuje. Zato ovime zakonu krala i otadžbine naređuje naš Đorđe Magarević. Na posao! Mirno! Ruke u list! Pa si u pistu materiju! Gornej se, majko Bulgario, sa svojte sinovi, geroji, geroji, geroji! Naši! Evo ti jedno kad ti državnog elementa, be! Ma sve u znaku napisana materija! Ma kakva Bugarija, be! Ovo je južna! Epanovina, Srbija! Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, ladies and gents, I give you the international sensational Fräulein Sally Ball! You have to understand the way I am, my pet. A tiger is a tiger, not a lamb, my pet. You'll never turn the vinegar to jam, my pet. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through.
It was a kind affair, but now it's over. I thought I used to care. I didn't know the man to better off without divine hair. Bye bye bye. Farewell my sweetheart. Bye bye. Германците доаѓаат! Доаѓаат германците! И бугарите овде! Леле, луѓе! Војна! Леле, треба да се оди во војска! Војна! Дедо ми беше партизан. Баба ми турна пред пороге отиде да му однесе лепче. Се породи во еден ендек и забитка мајка ми во крпата од левот ја остави и замина кај партизаните. Леле, еве ги бугарите! И бугарски комитет ни направија овде! Леле, што ќе види со да се помалите јаботе. Нашиот херој Ѓорџе го фатија како се крие. Луѓе го фатија како се крие. Германците го заробија Ѓорџе! Германците го заробија Ѓорџе! Хайл! Хитлер! Германците го ослободија Ѓорџе како Ѓорги, човекот роден во Македонија. Пактот со германците, луѓето го закачија в Кенев. Скъпи наши македонски българи, ами ние дойдохме тук бе, тук. На едно мало посещение, една мала обиколка и с войските ни освободителни, и с полицията ни разумителна, и с чиновничеството ни българолюбиво, да го видим ова красиво платоаско място свободно. Да. Епа, добре дошли в България, скъп наш приятел Георги. Добре заварили. България е горда, што може и дел од столицата София да свести во толку мил и красив град, като нашата Виторија, бе. Мерси многу. Еми, ние другарите никога не сме влезнали в Битоля. Вие нова история, география, четете ли нещо малко? Еми ние българите бе, сами си пишем историјата бе. А България е... Чаровени И... Pardon, мадам, черапата ти е скъсана. Нищо за това, сега се военни времена. Мадам, когато виждам пазят раз. Нищо за това, сега се военни времена. Българска роза, Черното море, банички. България е чорапогащи и сутиени. България е азбуката, бе. Щ, Й, Ю, Я, Йо, Р. Голям! Р малък! Джинси обаче и дъвки и дънки. Кичи турбофолка, лъжна история, бе. Ей! България е земя на контрабандата, бе! Любимата българска козметика, българските ефтини парфюми и пластмаса навсякъде! Огромни български кебабчета, чубрица И денерно има тука,
известна българска певица. Бе! Ще те пробия! Доренце, бе! Бе, Доренце! Абе, аз искам най-български паспорт, бе, Доренце! Искам да отидвам в Австралия за винаги и никога да не се върнам назад, бе! Кюре, бе! И аз искам български паспорт. Да си намеря един висок. Един висок мъж, хубав како мене и да ми разхубавея страната, бе, Кюре! Хайде! И ще раждаме, бре! Ще раждаме! Ще раждаме деца! Да наголемим наталитета на майка България! Така е, брати и сестри българи. Ние българите от Македония едвамното се освободихме от сръбско робство и сега ще се радваме на българското иго. Иска да разкажа с няколко български думи следователно за моята борба срещу сърбите. Тези мъсници, онзи тормоз, който го изядох, не може да се опише. Един ден, господа, полицията там и в затвора. И всичко това за майка България. И аз, господа, следователно и удовително иска да кажа тържествено: ще ние, българите от новите предели! Удивително, след това, обаче, между това, копелета мърсни, ще се борим за майка България, не да остане царство в света и да биде империя в вселената. България ще води междузвездни войни! Приказваш македонски, бе. Докато има такви мъже, България ще живее и ще препаде! Знаеш шо? Се види, че да! Se felicità e tenersi per mano andare lontano la felicità e risquare innocente mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità 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 è il cuscino di piume l'acqua del fiume che passa e che va è la pioggia che scende dietro la tenda la felicità è abbassare la luce per fare pace alla felicità felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone di amore che va come un pensiero che sa che felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa che felicità. Felicità mi concentrata! Viva Duce! Viva Italia! Ciao bella! Viva Tiramisù! Viva Michelangelo! Unite, unite, unite! Viva Lazio! Viva Lazio! Viva Papa! Viva un Capone! Che Lazio, Lazio! Che mega! Puta fanculo! Porca miseria! Tu! Madonna Santa! Madonna Santa! Viva Dolce Gabbana! Viva! Buongiorno, offiziere, signora Macaroni! Italiano buono! Леле, шумака видов монтусти бугари, Леле, катастрофа! Buongiorno! Io gelato! Io fascisto! Italiano buono! Buono!
Jo? No te poznavi? Fašisto? Ne govorimo o fašistu. Dino Mussolini! Mussolini, amore mio! Spaghetti benissimo! Ivan, catastrofissimo! Buono! Partigiani no, buono! No! Andare contro i partigiani! Era grande Italia! Io sono Giorgio Magarini! Giorgio Macaronini! Ние македонците, независимска, равноправна, демократска Европа, која не може да биде мултикултурна без мултикултурен Балкан. Затоа што патот кон Европа минува токму низ Република Македонија. Денес во светот не постои етнонационална држава. Само во држава во која секој си го знае својот идентитет и зборува на својот јазик, само во таква држава може да владее вистинска демократија. Така е, другари македонци. Мојата борба беше тешка, крвава, народно-слободителна и антифашистичка, бараше многу жртви. Една од тие жртви јас ме влечка по долови и дупки. Ме следија, ме прислушкува, мајка ми ме роди военник, ме остави за да оди во партизани. Ноктите другари ми ги кормеа. И јас заврши го закон. Но својата борба ја терав до крај. Затоа, другари македонци, да го вратиме достоинството на нацијата и партијата. За силна Македонија! Максимум за Македонија! За нормална Македонија! Ние не сме ниту предавници, ниту херои. Треба да бидеме нормални! Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Чекайте го. А вие? Јас? Како се викаше? Ѓоре! Жорđe! Георги! Јорго! Ѓорđо! Јас, господине партизанке, сум Ѓорѓе Магаревски, без В. Вие, господине, дали сте? Нормален? Дали сте вистински македонец? Јас? Мислам, какво въображение? Јас сум македонец, јас сум најголемиот македонец, јас сум македонец од глава до пети. Јас знаете колку вицови знам за македонци? Да се ви кажем еден многу смешен виц. Во авион се возат, знам, бугарин, грк и македонец и сега нешто, тука авионот се руши, паѓа, ама останат, македонец остава жив. Не ви е смешно? Ќе ви кажем уште еден многу смешен виц. Исто така во еден голем авион, меѓу другите патници се возат грк, македонец и бугарин. Исто така авионот пап се руши во една џунгла, сите загинуват, македонец од бугарин и грко преживуваат. Иди овој главниот што е таму на човекојаците, рука, слушајте. За да не ме изненадиме, ќе се обедите по 3 обушија и ќе ги донесете тука. И сите се растрча наму таму. Прв кој, бугаринот, 3 јаболка. Ги носи, обаче, и главниот човекојаците влегува и кавшата. Земање 3 јаболка, так, газ. Излега бугаринот, а од другата страна нашиот македонецот со 3 сливи. И нашиот го праша, што ти направи? Абе шо вика собрав 3 јаболка и ми ги напикаа во газот. И овој нашиот почува да се смеи. И бугарин му кажа, што се смееш? Абе нема да се смееш и тебе ќе ти ги напика сливите. Абе вика, нашиот дека ги напика сливите се вариша, вика ти излажа. Абе викате го Грко, бе! Абе Грко, иди со 3 љубајци,
бе! Ако нека клетва да има врз нашата земја. Добре, бе, не знаете кој сум јас, бе! Абе, јас сум... Уморни сме од објаснување кои сме. Абе, јас сум, не знаете... Ние сме луѓе како и сите други. Абе, јас знам многу више, бе, кога... Другари, Јас сум хватете го, раскинете го, убийте го! Со векови окована во бранки, поробство пиши Македонија, кој не трпи вече силаги, то бој последен борци брегоа. За која власт? За која власт, пегајци? За која комунистичка партија? За Македонија, им одговори мојот дедо. Пуштете ме да си одиме дома. Ние сме македонци. Сега дома за нив беше Битола. Тие беа егејци во Битола. Во Битола го следеа секој ничего. Може би сакаа да сватат како ова парче земја во која никој од нив се нема родено го сакаат на лудничево многу, како она зад границата која се вика со исто име Македонија. Ги прислушкуваа. Може би за да сватат зашто моите зборуваат по руски кога се изјавуваат љубов еден со друг, или зашто зборуваат по грчки кога ќе се скараат. Или може би зашто дедо ми и баба ми лежеа на првите протести на Мечитлија, отиде им дозволуваа да влезат дома сега во Грција и да запалат по една свеќа по безимените гробишта на предците, да ги оживеат спомените од напуштените куќи. Оти не се грци по род, ниту по гените, ниту по пасошите. Ги демнеа. Откаде им се сите тие пари за да може да му направат на нивниот син толку голем мермерен гроб на ричето на Буковски гробишта, во тој купен, ненаследен гроб од прадедо во кој тој прв влезе. Гроб свртен да гледа кон Вичо, чекајќи го второто пришествие. Се распрашуваа, а не знаеа дека нивната најголема скапоценност беа токму црните чорапи. Мајка ми кажува дека баба ми во црните чорапи секогаш ги чувала највредните работи. Косичката од децата, првото запче на вујко ми, сега покојано, и еден златник. Чорапите дене стигнаа кај нас дома. Заедно со баба ми мајче, која на 92 години легната в кревет се уште ми раскажува. Мајка ми некне ми го спремаше чеизот. И меѓу ленените бугарски чаршафи и везените грчки перници од баба ми Димитра од Лери, ги најде завиткани црните волнени топли чорапи, како сега да беа плетени од прабаба ми Лина. Оти никој не ги облекол. Еден чорап за мене, а ти, Илипов на сестра ми, другиот чорап ќе го дадеш на керка ти Лина. Јас немам деца, ама сакам да го чувам во чеизот. Може би ќе се осмелам и ќе бидам првата што ќе го обуе тој политички пробонет македонски емигрантски црн волнен чорап.
па потамо ќе го дадам на внука Милина за незиниот чест. Чорапите никогаш не ги стопља замрзнатите прсти на Джоджи, туку нас. Црните волнени чорапи се мојот идентитет. Кога заврши војната, пребаба ми Тома тргна од Чешка за Скопје, заедно со двете деца, Ника и Еврипид. Третото Григор остана таму, а баба ми Кула во Битола. За по 15 години прв пат да се сретни со мажото. Дедо ми Сребренко, закопан аргири во Скопје, избеган од затворите од Егејска во Југославија, за да се спаси. Таа остарена, со коса слаба и ретка, пред да тргне за Македонија си прави фризура. Ладна, за кога ќе ја види Аргир, повторно да ја засака. Тие само се прегрна и се раздели. Сега не ги раздели војната, ами животот. За секоја војна стои една неостварена љубов, недовршена, изгубена. Sajdi, jasno sonce, zajdi pomrači se, i ti jasna le mesečino, begaj udavi se. Žali goro, žali sestro, dvajca da žalime. Ti za tvoj lisjale goro, ja za moj mladost. Tvoj te lisja goro, sestro, pak će ti se vrata
Петоимениот Ѓоре. Едночинка во 4 слики. Владо Малевски, 1944 година. Настаните се случуваат во едно градче во Западна Македонија, веднаш по капитулацијата на Кралството Југославија, окупирано од италијанци и големо албанци. Прва слика. Кафеана. На една маса седат средскиот началник, Ѓоре, Јонче и Никола. Gospodine Magarević, vi kao najslavesniji i najugledniji građani u ovom mjestu, vi vodit ćete računa o tim neprijateljima kralja. Ozbilite se. O neprijateljima kralja i otadžbine. Uostalom, za to biće i uskoro će izbori. Pak izbori! Načelnice, ja sam spreman da uradim sve što treba, načelnice, da napištimo ove bugaraše. Ne pominji mi tene nogu, bre! I ove moram da ga uništimo ako treba i makedonstvo. Ove ako treba i komuniste, mori načelnice. Su najgori od svih, to ne podlost! Mori načelnice, ako se mi Srbi ne krepimo, ko ćemo li živi očima krepiti nas? Staj malo, bre! To beše krepimo! Kako ne krepimo onda? Čemo se, mori načelnice, čemo se? Ja sam spreman živi očima, ako treba. Šta je? Ovo sam načelno kraćeno, siračeno. Ja nas ne kraćeno, siračeno. Mori načelnice, ja sam spreman tu i za potreban glavu, ako treba. Magareviću, ja naše kraće sirače. Izvolite! Šta da izvolim? Čekaj. Bog se pa te čuvam! Evo se, ajde. Da vidimo. Volite da imaš prostora. Volite i crkva i ja volite. Tuka. Ajde. Ajde, ću da se ulupljaju. Ajde. Ja sam uverena da si ti, a ti si najveći Srbin u ovom mjestu. Tako je. Gospoda! A sada, doviđenja! Šta idete sam? Hajde tam, šta? Znam šta? Idite, radite nešto, bre, ajde! Pa vi ste stvarno normalni, ne radite. Bravo, da ja si ončiki go igram, a? Oni teoreti mi da ja si ončiki go igram. Ovdje ne vidite što je Stapisto zadača, ceko. Abe da!
сега, значи, Јонче вика тука по текст. Чекај, да поглед. Многу арен човек е ова началничката. Да ја вземеш, в чаша да ја испиеш и да не ја изплуеш. Абе, секој збори е на место, што се вели мераклиски. Од уста до уста, како шерпе да излеку овака. Možno kaže, Srbija je mala. Biće još 2-3 peče stela, da bi bila cela. Jel dobro naša načelnica Srpčeta? Jel kako se vama sviđa ova naša načelnica? Srpčeta. Ja, ljudi. Ispravljeni Borčo. Jećemo sinca malo da se borimo za kralja i otadžbina, a? Jećemo svi da se borimo za kralčeta i otadžbina, a? Srpčeta, jer se malo možeš pomestiti, a? Jao! Jesi me kuklao? I kako si lepa! Jel će ti da se boriš malo za kralčeta i za otadžbinata, a? Vić, to se... Ej, boriš malo za kralčeta, a? Borit će se! Malo je umalaksula. Jer ćemo svi sad, lepotice, da se borimo za kralja i otadžbina. Poštovana publiko, završilo mi se da, eto ljudi, jer ćemo svi sad polako, pa gde si bre otišao Kabelčić? Jer ćemo da se borimo malo sunca za kralja i otadžbine. Nemoj da mi bežiš bre, ajde lepotane. Jer ćeš ti da se boriš, a? Uzmi ga i predaj. Oćemo. Jer ćeš ti da se boriš, a? Oću. Bravo, ljudete, bravo. Jer ćeš ti samo za moju ljubav. Oćemo. Bravo, sunce. Ili ćeš ti, au kako si veliki trskoču, ili ćeš ti da se boriš malo za kralja i otadžbina, a? Oću. Jer ćeš da se boriš za kralja i otadžbina! Polako! Sunca, polako bre, pizdice, polako, mislim, bit će mangara, bit će posvuda mangara, razumite? Bit će, koliko vas duša hoće i voli, bit će mangar posvuda. Onaj Petreta Nikolovski, on je kao nešto konduračija, da, on je kao nešto prost čoveka, samo mi nešto naokolo švrlja! I onaj Ileta Petrevski, i on je student, i oni njegovi drugari, svi su oni bre komunisti, mora da ih pohvatimo! U ime našledstva, korespondencijama, u novinama, poštarina plaćena u gotovo, sve to da se uhvati na zvanična dužnost! Ajmo polako, prostomoću bre, ajmo prostomoću svi, polako. Da, dobroveče poštovana publiko, ja se zovem Đorđe Magarević. Ajmo polako si, Đorđe Magarević, da, polako učiće, što nije ušlo, polako ajde, Dobro večer, poštovana publiko, ja se zovem Đorđe Magarević. Da. I nek ide sve u lepu pizdu, takozvanu materinu. Ko si ti, kako se zoveš? A se kazam Bulgarčina, mogu momčina. Ljudi, je li ovo moguće? Je li moguće? Vas ti ste bratjale, vojnaka si mu prepić. Kakva Bulgarija, bre? Kakva Bulgarija? Ovo je Srbija! Južna Srbija! Policija! Izvolite, gospodine Magarević. Ali to je Bulgarska, bre. Evo ti jednog tipičnog antidržavnog, da ga uhapsite i da ga zatvorite i da mu odmerite batine. Ja si me razumeo, bre! Ja sam preklato Marica! Sprime me do momčine. Aj. Давай razne pić.
Која беше умрела Магаревиќ? Леле, кој ќе ми опни начелницата, едни ордени за граѓански заслуги. Так, има да сум Рави Джордже Магаревиќ. Како што видовте, дами и господи, нашиот Ѓоре е еден голем патриот. Патриот Србин, и тоа од подебелина. Трговијата му одеше многу добро. На изборите стана пратеник и во неговата домаќинска куќа течеше само мед и млеко. Но сите се сеќаваме на 27 март. 1941 година, кога во Белград и низ цела Југославија се крена една голема алабубула. И пактот, склучен со Германија, луѓето го закачија на шајка в Кенев. Тогаш нашиот господин Магаревиќ отиде кај епитропот Митрета за да напише една телеграма, се разбира, до кралчето Петар II. И патем за напошта телеграмата носеше сосем отворено за да ја гледа целиот народ и притоа си подпевнуваше. Спремте се, четници! И ја ознаеш зашто ја сврте другата песна. Дуња ранке, крушке, караманке. Но дојде војната и требаше да се оди во војска. А јунакот наш сакаше да си ја дувне и да се скрие во некое село. Сакаше, но го фатија германците и го забравија. Како што знаете, војната не траеше многу долго, само 4 години, и господинот Магаревиќ беше ослободен како човек роден од Македонија. После сите овие незгоди, тој се врати дома да си го продолжи својот мирен живот. Разбуди се сам, ми е страх да седам. Еве, се разбудих сам. Страх да спам. Да поразговараме малку? Ајде. Што ти вели умот? Ќе дојдат бугарите. Сите велат ќе дошла. Еве ги. И бугарски комитети направија чорбачите. И? Што ќе правиме? Или не видат? Србомани! Не вика. И сите свети од небото да слезат. Зорце Христовчето и неговата пресвета мајка Богородица нема да ни поможат. Нема. Пропадна. Начисто пропадна. Што ќе правиме, а? Леле, што ќе правиме? Ајде остани полене кај пати. Лели маш си пустила, стани! Што ќе правиме? Знаеш што ми текна? Добро, кај се Витоса она магарето наше? Не знам. Изгледа и нему на речниците не му пресудија баш најдобро на третата вечер. Мори неговото е полошо од нашето. О, Магаревиќ! О, Магареви! Добре ми дојде! Ами, вода ви
Магарович Ирина. Ами, господа, госпожо, господине, аз просто не познавам такъв човек. Я ще си го видим доле. Ей, майка си игра с нас. Ами, уставчето, така, нежничко. Ами, аз не знам какво говорите. Казвате. Добро, не Магаревич, туку Георге. Виж я тя сега пак. Виж сега. Госпожо, как ма, Георге, как? Ела тук, ела тук. Ела, госпожо, тук. Виж сега, госпожо. Вижте тук в говорния ми апарат. Аз следователно, категорично и определено се казвам Георги Магарев. Младеж, ела тук. Ще търсим през... Сега ти, виждаш ли в говорната ми апаратура? Млад господине, аз се казвам Георги Магарев. Опълчамит съм и боец от фронта за отечеството ми майка България. Сега разбрахме, че фактически... Ма šta mi bre, ти ту говориш, жив ти майка? О, виж тя сега па. Ти, госпожо, съркина ли си? Не. Ти, младеж, ти сърчи ли си, бе? Госпожо и господине, аз искам да ви кажа така. Тук, в нашите краища, в новите краища, ние българите казваме какво приказва. Хайде, бре, не плаши се, да ние се познаваме. Другите да не те слушат. Стига, моля ти се, майни ми се. Господине, госпожо, аз просто искам да ви кажа нещо. Сега ще разберете много последователно какво искам сега да кажа. Тия па, помътихте ми ума, покруци. Да, какво исках? Сетих се, да. Ами да. Извинявайте, господа. Извинявайте, исках просто да ви питам. Знаете ли вие двамата къде се намира на баща ми къщата? Братя българи, братя българи, нашата великолепна администраторка Поли Петкова! Много се радвам, Поли, че си тук между нас. Още колко дълго ще се задържиш в града ни? Още много дълго. Заповядай, скъпа, радвам се, настърква. Работи ли? Увеличи го малко. Едно, две. Дами и господа, моля ви за аплодисменти! Айде всички българи! Ами ще отпусна дете първа. Ние дойдохме тук да направим една малка обиколка, едно посещение тук при вас.
След някой ден ще дойдем с войската ни. Освободителна, да? И с полицията ни. Вразумителна. И с чиновничеството ни. Българолюбиво. И тогава това красиво българско място ще бъде за векове свободно. Господине, заповядайте. Мерси, скъпа. От Черно море до Крида, от Дунав до Бялото море, един народ живее. Той своята съдба, извинявай, губе. Точно така. От Дунав до Бялото море. Значи сега тук, виж, това ще го прочетеш цялото. От А до Я. Като казват българите, нали знаеш? С емоция, с самочувствие. Но дълбоко така. Хайде, заповядай. Братя, българи, аз се казвам Георги Магарев. За мен и за моите страдания сте чели в песниците им тарикатски. Ние българите от Македония едва се освободихме от сръбското робство и сега ще се радваме на българското иго. Скъпи приятели, искам да ви разкажа една дума с прекрасни български думи. Не знам какво да ви я опиша. Еднъж поисках в едно кафене да си изпея нашата хубава песен. Гордей се, майко Българио! Но сърбите, този маслици, ме затвориха в сърбските затвори. А как да ви кажа, какви са сърбските затвори? Вода до гуща, море до краката. Внатре имаше и змии, каменярки, и сърбски водни маймуни. Но аз издържах, братя българи, издържах всичко това. И се радвам, братя българи, още повече се радвам и искам да кажа пред всички вас, че ние българите от новите краища се радваме на цар Борис III! Ура! 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 Докато има такива мъже, България ще живее и ще пребъде. Госпожо администраторке, ще ви помоля още един въпрос. Кажете, заповядайте. Скъпа, колко ще струва? Ами, ще струва. Много ще ви струва. Бугарија. Мајка Българија не дојде овде. Не. Зошто? Не само Ѓоре што ќе ве праша. И многу други ќе ве прашаат. Зошто? Некои велат дека на Хитлер
Насум му се јавиле светите великомаченици Поликарпие и Пафнутие и му рекле: тие краишта ќе му ги дадеш на Мусолини, за да направи голема Албанија. А други велат дека Хитлер имал обзири према царот Борис III, према здравието негово. Ќе му се сложело ако му го даде и ова парче земја. Било што било, работата ни за влакно ни се промени. И така, дами и господа, чеших му абети, а? Но, прашањето ми е, работа сега ова, фала. Прашањето ми е за нашиот Ѓоре, што до вчера се викаше Георги Магарев, а завчера беше Ѓоре Магаревиќ. Како ќе се знајде сега во новонастанатата ситуација? Господ нека му помогне. Овие италијанците не биле толку страшни. Веселници, песнопојци. Колку треба, а и албанците, Јас не знам зашто толку стравови претрпевме, За ништо, за глупост. Зашто стравови? Полека. Знам, ова со јазиците тешко е, така да, тешко одат јазиците. Амај, сега да се преиспитаме, како беше она на италијански. Випа Дулче, Dolce Gabbana, Versace, Cappuccino Espresso Macchiato, grande država, ова со албанскиот. Па малку знаеш, така, Шум ги бе, окружне зема, овој кабинети, Душман, многу нормално, Grande dolce држава, Си bonno, си buon! Allora ragazzi, come stai? Signora? Perdonare, signorita, come state? Viene nelle postavate? Io no! So io, Giorgio Asinini. Oh, io no li impostava. Voi fascista? No, io... Benito Mussolini! Benito Mussolini? Oh, signorita, Benito Mussolini, io, Uctur da carne. Che buono! Partigiani, non buono! Sì, andare, odis, contra partigiani per Benito Mussolini! Grande Italia, grande Italia, partigiano, no. Sì. Per Benito Mussolini, so grande glava! Addio domani e bene! Addio, signorita Dio! Addio! Possedite un locale! Signorita, un pochino, possedite! Ho dite, signorita! Addio domani! Ajde, more sotni! Ajde, more zemlja! Od koga nisam ti ga videl bez zemlja? Aman, more doka! Абе, како ти го беше името без да заборава? Ама, моля сега, Гергонари! Гергонари, ме шуми, бе! Абе, овие другари, па.
лоши, бе, сега. Много лоши бугари, бе. Се избугари се. Много лоши, бе, сега. Мене, јас со очи не сакам да го видам. Мене знае зашто ми е сопни за шикарија е маде. Јас за тоа, за друго ништо. Знаеш, ама за шикарија е маде море сопни. Ама има едни кај нас што се од овие што не се сечени, зера од рисјани наши. Многу цело време ги гледам умна кај Софија. Мене зера, Жими Крст не, Жими Крст зера не. Браво, браво, шуми браво, бе, Много си ми го израдува. Жими тебе. Седи. Уй, бе, земја! Суксесе! Нашиот Ѓор, како се снаоѓа и со италијанците, и со албанците, и со сите. Со сите се снаоѓа, со сите. Но Италија капитулира, со неа капитулира и сите пријатели на Ѓорџо Азанини, Гер Комари. Партизаните влегоа во градчето и воспоставија народна власт. И сега ќе кажете дека конечно и нашиот Ѓоре капитулира? Не, не! Еве што става. Пријатели мои мили, пријатели мои сладки, сите ме знаете вие кој сум јас. Јас сум Ѓорги, Ѓоре Магарев. Ски. Борец за слободна Македонија во составот на Федеративна Република Југославија. Борбата беше тешка, пријатели. Борбата беше мачна. Борбата беше антифашистичка. Но јас, пријатели, издржав. Издржав до крај, пријатели. Не се предадов. Се борев. Во српско време сакаа да ме затворат. Да ме затворат во српските затвори. Ме ставаа во затвори од Евгенија до Марибор, од Марибор до Евгенија. Но јас издржав, мои прекрасни пријатели. Кога дојдоа италијаните ме затворија во затворите во Тирана, но јас издржав, пријатели, издржав она макаронини ми направи целата оваа кашта, но јас издржав. И колку се радувам сега што ме гледам вака, тука вас, милите мои партизанчи. Зајди, зајди. И партизанки. Јасно. Зајди помрачи се. И ти јасна. Си ги држете го, другари! Кој е предавник на народот? Народот пропиште од него. Имињата си ги менуваше како шамивче за нос секнење. Тоа е Ѓорџе Магаревиќ, Георги Магарев, Ѓорџо Азанини, Гер Комари, а сега Ѓоре Магаревски. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина. Тишината сама ќе го рече.
Attenzione.